Со предавање за примена на нови методи и техники за унапредување на пчеларството во источниот регион, што се одржа во просториите на Црвен крст во Виница, Сдруженијето за рурален развој Јавор од Зрновци ги комплетираше активностите од проектот за подигање на медиумската писменост меѓу младите земјоделци. Во соработка со граѓанското здружение Ини од Виница, од почетокот на мај се одржаа повеќе предавања и работилници со земјоделци од општините Зрновци, Виница и Делчево. Главни теми беа препознавањето на лажните вести, создавањето отпорност кон дезинформации, подигањето на капацитетот на младите земјоделци за користење на дигиталните алатки и социјалните медиуми, како и за создавање партнерски однос со медиумите заради заживување и економски просперитет на руралните средини. Проектот ќе се имплементира и натаму во рамките на нашето Сдружение за рурален развој Јавор, бидејќи сме веќе и така наречен инфоцентар за земјоделците за источноплански регион. Имавме повеќе предавања за различни целни групи, за млади пчелари, за жени од рурални средини, значи жени кои што се занимаваат со земјоделски производство, за медиумска писменост, дигитална писменост, и имавме исто така активности истражувања кои што беа дел од анализите кои што ги правиме, колку нашите земјоделци се информирани и колку е битна информацијата, навремената информација за нивното работење. Тема на предавањето во Виница беа климатските промени и влијанието врз пчеларството. Значи, климатските промени и те како влијаат на пчеларскиот сектор, како и на другите сектори. Само два примера ќе ви кажам. Значи, УВ зрачењето придонесува до намалување на бројот на растенија кои што фактички лачат нектар и полен. Прва работа. Втора работа, суша и сите други климатски непогоди се непомални за пчеларството и пчеларите треба континуирано да се едуцираат како да ги надминат тие работи и во делот на апитехниката, и во делот на заштита на болести, и во делот на нови производи, се со цел да се одржи бројот на пчели од проста причина. Значи, пчеларите само 10% зимаат од оној благодат што го даваат пчелите, 90% добива заедницата како резултат на опрашени билки кои што после даваат плодови, затоа што согласно изјавата на Алберт Најштан, значи ако ги нема пчелите за 4 години ќе го нема и човекот, затоа што се прекинува ланецот на опрашување и едноставно нема храна. Стекнатите знаења од предавањата ќе им помогнат на младите пчелари и земјоделци да продолжат со примена на нови техники. Се занимавам со пчеларство повеќе години. Бев на овој проект, сега ме интересираше за некои нови иновации, што беа интересни за мене. Можда у Индија ќе ги практикуваме за посовремено пчеларство. Секогаш е добро да разменуваш податоци и информации со различни пчелари, техник на пчеларење. Климата зависи, менја се климата, 100% се менја климата кај нас. Тоа е многу лошо за пчелите сега и за нас пчеларите. Намало да се килограмите на мед од пчелно семејство. Во рамки на проектот, земјоделците се обучуваа и за онлайн продажби и пласирање на своите производи од куќен праг според искуство од соседна Србија. Реализацијата на активностите на Сдруженијето од Зрновци и Виница беше поддржана од Македонскиот институт за медиуми, како дел од регионалниот проект Отпор кон дезинформација и говор на омраза за промовирање на медиумската писменост во малите градови и руралните средини во Западен Балкан, а што е финансиран од Европската комисија.